Здравам, господине подпоручниче. Како се викаш? Андан Совичанов од Саракиново, Македонија. Ова е приказната за човекот кој со својот талент и неповторлива магија ја обои сцената, филмот и телевизијата. Дарко Дамески, актер која живееше уметноста и зад себе остави трага која се уште светка во македонската културна меморија. Татко ми беше многу посебен човек. Се мислам на секое дете таткото му е посебен човек. Ние особено се дружевме во моите порани години, додека бев тинеџер и помлад, не се дружевме. Многу од тоа беше многу зафатен. Стално снимаше филмови, беше на патишта на ова. Меѓутоа некаде во моите 20 години, 21 година кога завршува факултетот, почнавме интензивно да се дружиме и почнавме зема секаде кај што одеше. Станавме многу блиски пријатели. И знаеш како обично, може би е тоа така во моето семејство, може би не е секаде, татковците понекогаш се поблиски со ќерките, мајките се поблиски со синовите. Така беше на некаков начин и во нашето семејство. Мислам, јас така сум го перцепирал тоа, мада јас одсекогаш бев некаков индивидуалец. Јас сум свој пат имам. Меѓутоа почнаме многу да се дружиме и јас разбрав дека многу луѓе, тој беше многу народски човек. Значи, од Сабајле ќе излезеше, ќе влезе кај во пилјарата, па ќе помине пола сат, муабет ќе прави со нив, па ќе отиде да купи за баба ми, не знам, млеко, па ќе однесе на баба ми млеко, па ќе заврши у, не знам како се викаа тогаш, дуќаните, у тргот текстил, со сите се знаеше директор и одеше стално на муабет, на кафе ќе се напие со сите, многу дружелюбив човек беше, многу народски човек и многу сакаше да вработува луѓе, што немаат работа. А чичко ми, Ѓоре, негов постар брат, па беше директор на поштата и имаше кај да се вработува. И стално ке најеше некој, овие нема работа. Ке го запрат кај матично, немаат кум, немаат сведок. Двајца млади го земаат да им биде кум. Ај, Дарко, ако може вие да не видите, влезе кум да им биде. Таков човек беше, на поминување ќе застане, ќе се спријатели и ќе се дружи со луѓето. И мислам дека затоа го сака луѓето. Бев прва или втора година на академија, кога прв пат се запознав со Дарко. Тоа беше некој случајно во драмски одев ме на представи. Јас со Ацо Ѓорчев бев и во ходникот. Вика, го знаеш Дарко? Ја викам, го знам вака како артист, лично не сме се запознали. Во тоа време Дарко ја доби наградата во Пула за Црно семе и имав веднаш чест, после се фалев дека му честитам на Дарко за наградата. Беше многу пријатен човек. Беше така, имаше една карактеристична, една мила насмевка. Секогаш беше нешто тука, а знаеше и гласно да се насмее, што беше па заразно. Таква иста насмевка има Мони. Тоа е неверојатно. Они колку си личат, само нешто ја растегни устата, Мони е иста. Никош не сум го кажал, тој е на Мони, иако сме се гледали многу пати. Слушај, Верче, ајде јас и ти да исчадиме од овдека. И да им ги оставиме крли и жаба за толку сеќавање. Тоа не може. Само да не го навредеше толку. Ти многу добро знаеш дека јас немав ни поемоти тој ти бил татко. Впрочем и да знаев, не би постапил поинаку. Ете, гледаш дека јас за тебе не сум најважна. Верче, што зборуваш? Зар ние тие работи не сме ги расчистили? Но јас сум практично заради него во оваа професија и порасна во тоа. Јас сите мои од 5 години ме има 3 годишна возраст во кинокултура. Значи јас сум од бебе практично на филмови сум модел, ќе ме скрие под капутот, пошто беше забрането под 5 години дете или 7 да се оди, ќе ме скрие под капут и ќе ме однесе во кино. Прави Мики Стаменковиќ или не знам кој аудиција, он ќе ме земе на аудиција ако сакам да одам. Па од возраст од 5-6 години јас почнав да учествувам на аудиции, на 10 години играв во Макбет, значи беше многу интересен човек, што многу луѓе го сака. И она што е привилегија беше да се биде негов син, тоа ми ги отвори сите врати. Уште во најраните години. Значи кај год да се појавиш, за жал тоа е некогаш коруптивно, да кажам во сегашни зборови, ќе отидеш на доктор, те боли завод, а на Дарко синот и ќе ме пуштат пред ред. И се јас тогаш не сум мислел на тоа, сега ми е непријатно тоа да го правам, но тогаш беше некаква привилегија, сегде можеше да влезеш.
Она што беше негативната страна на тоа, ако може да се каже дека има негативна страна во мојот живот, јас сум многу амбициозен и јас мали игри не ме интересираат. И мене сите врати ми беа отворени и животот ми беше 109 во моите тинејџерски години и правев секакви глупости за да си го направам интересен и на крајот заврши во неприлики кои потоа морав да ги оправам, не закон со законот. Себе си почнав да си создавам проблеми за да имам нешто да решавам, бидејќи се ми беше отворено заради татко ми. Но беше човек со кој што све можеш да разговараш. Значи, кола ми купи кога тогаш се купуваа коли од хонорари. Он возеше еден жолк Москвич, му го земав стално, му го возев и отиде од првиот хонорар што го доби, тогаш беа поголеми хонорарите, се снимаше некој филм, се врати и вика, зирни доле шо имам 126P. Така да ја имав моја кола на некои 21-22 години во еден систем кој што парите беа ограничени, немаше многу пари, ама се снимаше по еден филм, ќе земат големи хонорари и можевме да одиме на летување, на зимување, на такви работи. Така да моите сеќавања на него се многу убави. И мислам дека ако беше, понекогаш се прашувам да беше жив како ќе се снајдеше во овој систем, мислам дека ќе се снајдеше добро. Он беше човек кој што кога немаше работа си правеше монодрами, ќе излезе, ќе оди од место до место, ќе патува. Значи не беше човек кој што чекаше некој да му даде. Пораснат поприлично, да кажам, во оние тешки години на преодот од после војната, он бил најмал брат. Како дете на 17 години дошол, сакал да биде адмиралитет да учи, да биде, не знам, да многу луѓе не знаат, но сакал да биде воено лице. Сакал да оди во воена во академија да учи да биде морнар, односно морнарицата, да, адмирал, не знам која титула е, како брат на двајца првоборци. И бидејќи во тој период немало многу пари, чичко ми бил во Скопје, другиот чичко бил во Скопје, работеле овде, тој тргнал по нив. И како дошол во градов, упис во школа глумачка. Дарко Дамески е роден на 12 мај 1932 година во Прилеп. Уште од рана возраст ја почувствувал потребата да биде на сцена. На само 17 години се запишува во средната театарска школа во Скопје, каде талентот и дисциплината брзо го издвојуваат од другите. И тој пробал, отишол на аудиција и го земале одма. И толку беше завршил со морнаричките соништа, од тука почна, меѓутоа мислам дека никој не зажали. Она што е интересно за него е дека мајка, бидејќи јас бев добар ученик, многу амбициозен, и бев подобар по сите предмети, бев првак на Југославија во биологија и така натаму, и мајка ми беше жал да одам на глума. Не, треба да идеш медицина, да студираш нешто. И му рекла на татко ми, ова го имам муабетот, таа може не знае дека знам. Му рекла на татко ми, види, не го примат, мислам, детево е капацитет, нејзината грижа била како ќе растам во сенката на таков човек. Обично не е лесен животот. И одговорот кој што знам дека го рекол и сум добил информација е дека види, јас од оваа професија имам само убаво видено. Не можам да го запрам. Ако не е талентиран, ќе кажам да не го примат. И така заврши па мојов пат на натаму тргнав, па сега работам ја 200 работи, но стално и по нешто чепкаше. Ако нема филм, ако нема представа, монодрама ќе направи, ќе патува. Мислам дека добро ќе го примеше овој систем. Не беше човек што чекаше да му падне ништо в раце. Ете, тоа би била некоја моја перцепција у 5 минути за татко ми. На големото платно дебютира со улогата во Фросина, првиот македонски филм. Следуваат над 30 улоги, меѓу кои Волчја ноќ, Денови на искушение и антологиското Црно семе, филм кој во Пула во 1971 година му ја донесе наградата Златна арена. Не, јас не можам да кажам дека ми недостасувал. Деца, не знам дали име на сите, предпоставувам дека ми недостасувал кога сум бил многу мал, но јас на тие години не се сеќавам. Меѓутоа, јас стално имам некој свој филм. Мислам, не ова за мене, неќам да биде, но јас имам стално свој филм. Не ми недостасуваше, што тоа беше на работа, тоа му беше работа, да снима филмува да патува. Мајка ми со тоа немаше проблем, затоа што или ја викаше и неа да појдат кога одеа по фестивали, или таа со пријателите најблиски наши семени си имаше другарки. И тоа беше еден многу хармоничен живот. Ние имавме многу хармоничен живот дома, многу складен. Ако спремаше представи, тој ќе оди ќе земе од работа, ќе дојде ќе ручаме дома. Се беше како онај социјалистички семејства. 2 деца,
Она што беше интересно, тој знаеше дека сум добар ученик и првиот договор што го направивме ме носеше до душе од 10 години на турнеи одевме со театарот, меѓутоа првиот договор што го направивме беше за секоја петка, така ме стимулираше. Секоја петка што ќе ја добиеш, ќе ти дадам 100. За секоја четворка ќе вратиш 50. И ме стимулираше така да добивам само петки. И не сум му вратил никогаш пари. Еднаш имав само пониска оценка, у школа ме испитува, ама па завршив со петка затоа што се амбицирав да ја поправам, немаше смисла. Фати, јас сум таков, нека ме фатнат на незнаење. Ама тоа беа негови начини на стимулирање. Никогаш не ме чукнал, не ме... Он кој ќе се налутеше или која треба да не искара, ќе се направи озбилен и ќе се насмее, не може да додржи. Не земаше здраво за готово. Беше човек што се смее, што... И така го памтат по насмевката. Емотивен малку станувам. Се извинувам, мама. Не сум зборувал. Речи си никогаш за него. Но беше редок човек. И да ушници си главил. Ајде. Што му требаше на даскало да скока? Сите ние сме исплашени. Од страв продрснати. А тој не. Ете затоа. Понекогаш да се живее со така голема фигура, да кажам, која има високи... за која луѓето имаат високо мислење, која држи некаква висока позиција во својата професија во општеството, претпоставуваме товар. Јас никогаш не сум се поистоветувал со него и јас секогаш себе си сум се гледал и сум се споредувал со себе си. Немав никогаш став за тоа што го прави. Јас дури кога почнав да се бавам со професијата, почнав да формирам став за тоа што го правам. И кога зборувам да се бавам, откако почнав да добивам професионална обука во некакви високообразовни институции, почнав да гледам каде сум јас. Меѓутоа, немав интерес за... Не знам како тоа да го објаснам, не сум го гледал па да го судам, да го проценувам. Имав ја некоја своја визија, јас секогаш растев на американските актери и за мене тие беа Ал Пачино, Хофман, Монгомери Клифт од поголемите генерации. Јас за жал, нашата кинематографија никогаш не сум ја ценел. На таков начин, да кажам, секогаш ми недостасувало. Зашто може америчките филмови да ги прават вака, зашто меѓутоа татко ми имаше улоги кои многу сум ги почитувал. Црно семе, имаше во Доротеј, еден филм српски во подоцнежните години го направи. Но никогаш не сум го реднувал и ценел како актер, зашто него го вреднува и ценеа други. Јас ги гледав филмовите, не сум донесувал суд за неговото актерство, сум го почитувал тоа што го прави како многу вредно и сум сакал да го одам, но некој сум имал критичен став кога сум го гледал во представи или филмови кај што мислам дека може да биде подобар. Што тој важиш како еден од најголемите актери наши во еден период. Едно големо глумчиште и еден голем филм. Црно семе, филм без музичка подлога, филм без женска улога, филм на крупни планови и едно глумчиште на чие лице се откликува целата трагедија на Македонија. Неговите улоги не останаа незабележани. Од Златната арена во Пула, преку специјалната награда во Ниш, до високото републичко признание 11 октомври, Дамески го потврди своето место меѓу најголемите актери на своето време. Дарко во Црно семе кажува неколку реплики и тие остануваат за секогаш. И не случајно ја доби големата Златна арена. Да имаше уште повисока награда, ќе добиеше и таа награда на Пулскиот фестивал. И тоа беше неприкосновено. Владееше со арената неверојатно. Знаете, без збор. Ти да ја освоиш публиката во таа арена Пулска. Тоа беше кога прогласија дека
за главна машка улога ја добива Дарко Дамевски големата златна арена, тоа беше делириум. Тоа не се заборава. Како го направи тоа? Ама тоа само голем глумец може да го направи. Глумци, а ние имаме глумци кои се знаат да комуницираат со камерата, со публиката, не? Имам. Дарко е еден од врвните. Тоа е посебен филм, јас мислам дека тоа е најголемиот македонски филм со чисто македонска продукција сниман, да кажам, со наши пари. Пред дождот и Ханилен се филмови, Срекна нова 49 е исто така извонреден филм по моје мислење, меѓутоа ова е посебен филм, во него има новини во филмскиот јазик. Значи работи што не се видени дури ни во светска кинематографија, јас би рекол, има можда малку Пекинпо во успорените кадри и така натаму. Ама татко ми донесе камен еден од пак. Камењата на кои газеле и по кои оделе. Тоа беа шилци. Значи тоа не беа вистински, тоа не е нешто по кое можеш да газиш. Но ми беше многу мило кога се дружевме еден период, многу. Јас уживав во тоа дружење, одевме по фестивали, па ќе разговараме, све можеш да разговараш со него го интересираше, многу му беше стало да бидеме добри, да бидеме добро. И јас во некакви своји емотивни премрежија кога забраздив во оној период кога ми беше здодевно во животот, доаѓаше секоја вечер, како беше животот у Скопје, ќе идеме по журки до 3 саат бајле. Никогаш не бил конзервативен, или ниту тој, ниту мајка ми да ме спречуваат да се враќам во ова време или во она. Ние бевме добри деца, не пиевме, не земавме дрога во оној период и немаше кај да земаш. Меѓутоа, он доаѓаше секоја вечер, кој ќе се прибенам дома у 3 да ме заспие. Ќе седне поред мене и ќе ме распрашува. И откако почина, тоа беше на 2 недели пред да почине, откако почина, мајка ми кажа, мислам, дека една вечер дошол и рекол, не се грежам за него, више ќе биде добар. Јас со Дарко Дамевски имам играно во филмот Оловна бригада. Беше многу пријатен човек, беше дружелюбив, не изиграваше звезда и се случи така да еднаш два пати бевме дури и цимери. И тој, јас имав така кадрава коса и многу густа. И тој вака ме гледа и вика, Аце, со што ја миеш оваа коса, бе, вика, пее ваква, вика, мене почна да ми паѓа, вика, имам прбут. И јас му викам, со свински сапун. Он се насмеа, вика, каков свински сапун, вика, кој е тој свински сапун, вика. И јас, вика, 300 шампони ставам, вика, и ништо не помага. Викам, мајка ми прави сапун, кој ќе се заколе свињата, викам, кај нас е тако фадетот, викам, од нозете, ушите, викам, од тие работи, викам, што се фрлаат, се прави сапун. Па може ли, вика, ми донесеш еден? Како не бе, викам. И му донесов јас сапун, му дадов. И после некој време се среќаваме, викам, Даре, како, викам, иде. Абе, знаеш, вика, дека добро иде, вика. Немам првот, вика, а може ќе ми порасни коса, вика. Ама после набрзо тој отиде. Ми направи една афера, Дарко. Зборуваме за време кое беше многу поразлично од денешното. Тогаш се дружевме. Да кажеме, Цветан Станоевски, Ѓорги Василевски, мојата маленкост, како критичари, се дружевме со режисерите, со глумците, но никогаш не ни беа во преден план некои интереси наши, туку едноставно се најдовме со тие луѓе. Така беше и со Дарко, да кажеме, Дарко. Имам 2 ситуации, кои што нема никој да ги заборам. Ми направи една афера, бевме, значи, овие што ги спомнав, Цветан, Ѓоко и јас, бевме на некое филмско случување во Будва. Во тоа време се снимаше и Исправи се до филм. И нормално ние ќе одеме на
сет, да видиме како е лево десно. А јас обожавав, и ден денес обожавам, лигни, пржени лигни. И не знам, седнавме во еден ресторан покрај морето, Неда Арнерич, Драган, Слободан Димитриевич, Дарко, нормално. И ко се врати во Скопје после известно време, слушам дека другите луѓе се напиваат од раке и од вино, а Илинка се напила од 4 порции изедени лигни, пржени лигни. Кој ми го измисли тоа? Па Дарко вика тоа го кажу. Дарко беше една величина како во театарот, така и во филмот. Тоа беа артисти кои што ни беше чест да седиш и да ги гледаш во бифе, се разбира и на сцена. Дарко, Ацо, Драги Костовски, Гешо, да не знам, од женските сега се извинувам ако заборавам некој, Крво Стојанов, Милица Стојанова, Снеже Стамеска, Лиле Георгиева. Ни беше чест да ги гледаме. Би ги гледале Волва, Вуво, не знам, Хамлет од Олдогашта, ни по 50, по 80 пати. Во театар со Дарко играв неколку представи имав, но така поголема улога што имав и јас и он, кај што бевме заедно, тоа беше Дракула. Дарко го играше Дракула, јас го играв тој младиот што го убива на крајот Соколец. Морам да кажам дека мојот, ајде да речем, уметнички или театарски и филмски пат на некој начин е многу врзан со Дарко. Се враќам јас од фест и расправам за филмовите, расправам кои величини биле на фест. Меѓу другото, велам и Елем Климов беше, кој што сега преокупиран да го заврши филмот на својата во сообраќајна несреќа загината сопруга Шепитко, и он подготвува нов игран филм, оди и гледај. Тоа расправам, нели? И во меѓувреме, тука седат на столот Дарко, Диме Шумка и уште некои други филмаджи. Во меѓувреме доаѓа Гапо и вели, се враќа од Москва, не знам по кој повод бил во Москва, и онака мртов ладен ми вика, те поздрави Елем Климов. Во момент Дарко стана од масата и рече, ај договорете се двајцата кој кого поздравил и си отиде. Значи Дарко сваќаше што се случува. Кој кого лаже, кој кого мафта, сето тоа, али беше изморедно коректен и за жал се веќе не можам да се сетам, нели, која година беше тоа. Последната средба беше на пазарчето Бунјаковец. И ми вика некој, Илинка, јас се вртам Дарко. Шо е? Абе, шо направи со сценариото на Зафир? Па викам, пишувам рецензија. Абе, ајде, 2 месеци пишуваш рецензија, па нема смисла. Зафир имаше прекрасно сценарио, мене многу ми е жалко, не е реализиран тој филм за Силјан Штркот. Многу добро сценарио. Значи, сакам да кажам, луѓето се грижаа едни за други. Дарко да ме викне на пазар, да ми види шо прави со рецензијата за филмот на Зафир. И, меѓу другото, кога си тргнав ја да пазарам нешто, и Дарко ми ка, чекај да те прашам нешто. А го прочита новиот роман на Луан Старова, го прочитав. Тоа е за филм, бе. Викам, знам дека е за филм. Ама викам, знам, вели. Знам, Луан му верува на Гапо, па добро де. Ама вика, некој друг треба ова да го зема овој проект. Викам, знам, ама викам, ти ќе му кажеш на Луан или ја да му кажам? Абе, вика, би било подобро ти да му кажеш. Викам, сега се вадиш. Ај, кажи му ти дека подобро е некој друг. И кажи му, спомни го кој режисер. Тоа сакам, овие работи ви ги кажам, затоа што во тоа време се дружевме и имавме доверба едни во други.
Ако Дарко нешто ме праша, знам дека искрено прашува и бара искрен одговор, нема мафтање. И тогаш ми кажа дека филмот има 2-3 работни наслови, еден е Перутка со подгорени крилја, еден е Морена, еден е Делфина. Атенас, не можам повеќе. Можеш. Можеш, можеш. Не можам. Не можам. Не можам повеќе. Мораш да издржиш. Слушаш ли? Во Аврам, исто така, трагедијата на богомилите. Без оглед што тука е Аврам постар, сето тоа, нели? Филмот е без оглед што ние критичарите, така да кажеме, имавме добиено некои така назнаки да не го многу филмот креваме во небеса. Меѓутоа, ова тројката што ја спомнав на почеток, ние си го истеравме својата. Јад беше добар. Кај што го видовме почетокот на крајот на Самуиловото царство, 11 и 12 век. Одличен кастинг на чело со Аврам, значи на чело со Дарко. Во нашето село, вчера 5 дечиња едно подруго се удавија. Селаните веруваат дека меѓу нас живеат вештици кои ноќе им ја пијат крвта на децата. Веќе 5 старици удавија во реката. А зашто ги дават? И проверуваат дали се вештици. Ако се удави старицата, значи не е вештица. А ако исплива, значи вештица и ја каменуваат. Ја пронајдоа ли? Не. Боже. И мајка е стара. Дојде редот и на не. Луѓето се плашат од не. Штом ќе видат, веќе почнуваат да бегат. Некој не напуштија. Кога вештиците им ја пијат крвта на децата? Ноќе на полноќ. Да вардиме на неа. Ние први да откриеме вистината за неа. И да не зборам за другите остварувања на Дарко Дамески, да кажеме Мирно лето. Мирно лето ни е првата македонска комедија, нели? После чекавме така децении до втората македонска комедија, ама тука се покажа богатството на талентот на еден Дарко Дамески. Знаеше од болка во Црно семе до протест во јад, до еден шегаджија, зафркант во Мирно лето. И да не зборам за другите филмови. Првиот негов филм Мистон, кај што е синот на Кочобашијата. 20 души. А чувме дека запалиле уште 4 села. Вие сте ги виделе в село? Колку си? Неколку батальони пешадија, кавалерија и артилерија. Топови влечкаат. Види ги те молам. Море може да ме бацат во Свитка Иначичу. Митре! Митре! Тој таму се издво и затоа после неговиот талент, мислам, дојде до израз, со својот специфичен лик. Синот на Кочобашијата, особено кога Петре Првичко ја кажува својата позната, нели, кога го благословува бебето, камерата се запира на ликот на Дарко. Тоа е вака, минува и покрај Илија Милчин и Илија Джувалековски, ама се задржува камерата на ликот на Дарко и тоа покажа дека е интересен лик, како што имаше, нели,
улоги не беа главни улоги, но беа доволно за еден добар епизодист во Солунските атентатори, во сите други филмови што играше, да не збориме за Исправи се Делфина, кај што беше, нели, главниот тој што ја форсираше, го откри нејзиниот талент, нели. И тука беше во полна, како да кажам, тоа се тие игри на карактери, нели. Кога еден актер ќе знае точно да го погоди моментот, што е тој, каде е тој, зошто е тој. И навистина голем актер. Татко ми многу работеше. Во оној период се снимаа многу филмови. Тој работеше или филмови, или телевизиски серии, или представи во театар, беше постојано, често отсутен од дома. Но кога беше дома, ние одевме или по некакви одмори заедно, па со пријателите, никогаш не сме оделе сами, имавме приколка во градиште. Па таму ќе се собереме, па 3 месеца ќе седиме заедно. Па таму се вртев ја околу масите кај што играа машките актери, играа Хант, Драги Костовски, Ацо Јовановски ќе биде во близината, играа бридж и така натаму, и татко ми, тоа беше за мене доживување, зашто тука се раскажуваа анегдоти од актерскиот живот. Второ, дома се собиравме секогаш, кога доаѓаа некои познати глумци од надвор од Југославија се снима филм или нешто, обавезно имаше вечера кај нас дома. И ќе се соберат многу познати Неда Арнерич, други актерки, Милја Вујановиќ, полски некои актерки кои играа во Јад, и стално се правеа седенки кај нас дома, и тука се раскажуваше на маса исто така доживувањето и анегдотите од снимањето. И третата, ние имавме многу 2-3 фамилии кои живеевме многу убаво, семејни пријатели кои не беа од професијата. Едниот беше новинар и подоцна Наум Начерски со неговата сопруга, многу блиски пријатели со мајка ми. Тој беше во Торонто наш конзул подоцна или амбасадор. Ние се дружевме децата, они си се дружеа и летата така ги фаќавме. Ке се качиме во кола, Јордан, како се викаше, познат новинар, исто така еден од нашите познати новинари, и имаше трет Пиер Петко Софрониевски, тоа беа најблиските пријателки на мајка ми, и тие како блиски семејствата ги зближуваа, зашто мажите доека работат на страна, жените се дружеа и потоа ги собираа, и ние одевме заедно по одмори, ќе тргневме со кола со наши 1300, ќе се качиме и ќе одиме Швајцарија, Австрија, ќе не возат, па ќе се дружиме, па да видиме други работи. Многу убави, да кажам, начини на зближување, на социализација, на семејствата, на пријателите и така. Тоа се моите соништа. Охрид особено. Во Охрид поминавме многу време, татко ми ќе оди ќе снима негде, па ќе дојде, па ќе играат карти во Поштенското. Чичко ми дека беше директор, па живеевме во Охрид по 3 месеца, ќе не остава кај тамошниот директор на Поштенското. Убави денови од детството, да кажам. Ќе научиш да пливаш, ме учеше да пливам Дики Бојаджи, нашиот најголем машки маратонец, па ја Атина ја гледав како плива, како скока во езерото, неизет. Мислам, растевме во многу интересни околности. Животот не беше здодевен никогаш. Најсмртоносно за мене беше што морав да читам лектири во време на летниот распуст, што ја цела година бев амбициозен и учен и никако не читав книги. Тоа ми беше смрт кој ќе беше читање. На се друго, само не на книги поминува. Денес ми е жал, меѓутоа јас не сакав да го поминувам и тој дел. Но беше многу интересно. Со него најголемите спомени ми се за професионалните работи врзани. Ќе ме, да речеме, јас на 10-11 годишна возраст ме играв во Макбет, негов син играв. Тоа го играше Макдав, јас играв негов син и не однесоа на турнеја во Брно, во Чешка, во комунистичка земја. И тоа беше моето прво пиво. Сите глумци во автобус, јас имав дневници, имав пари, отидовме во Ползен, пиев ползенско пиво како дете, мислам, тоа се спомени невообичаени, не го прават тоа, претпоставам, сите родители, а си со актери кои се многу слободни во комуникацијата, па ќе ме задеваат, имам ли девојче, немам ли девојче, па до кај сум, шо сум, како 10-11 годишен. Они беа све знаеа секој за секого. И правеа најневеројатни глупости што може да ги замислите, од тоа дека, од анегдоти дека за време на земјотресот, кога театарот не работеше, оваа зграда настрада. И во Матка беа стационирани театарот. И после земјотресот. И некој ќе се најде од таму, тие нивните улави шеговици, и ќе каже,
Кажано е дека можно секој ден браната на матка да пукне заради земјотресот била на прсната. Мора да се вржеме за дрва. И ќе ги вржуваат сите за дрва. И има луѓе кои веруваат дека е тоа така. Имаше такви луѓе, Драги Костовски, Ацо Јовановски, и јас сум бил присутен кога ги раскажуваат и кој ќе дојдат и кога се смеат со тие штосови дома. Значи тоа беше едно време и едни настани во кои не се дел од секојдневниот живот на сите луѓе. Ама театарот е таков, имате луѓе од секаков карактер и дух и тие беа посебна една генерација, сите, целата генерација, израснати со малку поинаков начин и пристап на театарот, кај што театарот бил некако светилиште во социјалистичкиот режим, па имаше режим, систем, немаше алкохоли, алкохоли имаше во бифето после, ама немаше пуфкање, дроги и тие работи. Сега не дека има, сегде ги има сега. Меѓутоа тогаш имаше и важеа театрите, ние важевме на ниво на Југославија како многу сериозни, да кажам, драмски уметници и театарска култура. И беше доживување да бидеш меѓу тие луѓе како млад. И слушаш најневеројатни приказни кои што ти го збогатуваат животот на некаков начин. Ете, тоа беа миговите кога не работеше и кога бил дома. Со моето доаѓање во МНТ, главниот столб на МНТ, која беше генерација Дарко, Ацо, Драги, тоа замина да се формира драмски театар. Може би така јас дојдов во ситуација многу да изиграм во МНТ. Со тој во драмски јас овде, тие станаа столб на драмски театар. Тие се од така рекоа средна школа, ученици на Ќостаров, Милчин, како да туш си им помогнале малку да се едуцираат и стана главни во театарот. Беа и кога беа во МНТ, а и во драмски театар. Сите пофалби, многу работеа, целата генерација. Видете, имаше овде во овој театар играат некоја представа во која пукале, има пукање на сцена и заради тоа пукале надвор со пушка, за да се слушне истрел. И некој ден еден од актерите му вика оди ти пукни со пушкава денес. И тој пукнува, нема да го спомнувам името, починате. Меѓутоа, он пукнува и му кажува дека стаиле вистински фишек и дека некој е повреден од другата страна на Вардар. И тој се извадил од памет, албанец некој наводно, се заканува дека ќе има крвна осмета, не знам ова, не знам она. Човекот го дотерале до нервен слом, отишол да вади оружје во полиција, не му давале во полиција оружје, им јавиле дека го зафркаваат. Не му даваат, па го терале дојде да купува куршуми, кога иде преку мостот, кој ќе видел некој дека доаѓа со кече, тој со куршумите ги вадел и ги фрлал во воздух дека има пиштол. Едни од нив имаше такви штосови, или ќе влезе, стои, да речеме, Драги Костовски, стои пред берберница, трча Ацо Јовановски, вика имам состанок, Драги, може ли точаков да го земам, тука стои точак. Драги го погледнал точакот, не е негов. И му рекол, можеме само да сени го. И он го зема точакот и стрчи од берберницата човек, обе врати ми го точакот, лопов еден. Значи, такви работи правеа. И тоа беше стално интересно и смешно и стално се раскажувало за тие работи. Татко ми беше и семеен човек многу, тој многу баба ми ја сакаше, браќата постари си ги ценеше. Обавезно он имаше олта од сава, ќе излезе, ако нема работа, ако нема проба во театар, ќе оди ќе купи кисело млеко, ќе однесе кисело млеко. Значи многу сакаше да помага, да биде тука, да биде при рака. Тоа беше нашиот живот. Ќе отиде ако нема работа, ќе отиде мајка ми у канцеларија, па ќе се дружи со Блаже Конески, со Гане Тодоровски, со Матеја Матерски. Оти мајка ми работеше во редакција Современост и тоа беа поети. Доаѓаа сите големи поети таму. И он ќе отиде со нив се дружеше. Значи беше таков, не седеше, он многу сакаше луѓе. Со Дарко, ако не знам, јас тоа викам, ако не било, ако не се погоделе, ако не се поределе коцките или картите, не знам како да речам, мојот животен пат или мојата кариера или не знам како, ќе беше сосема друго. Овие две работи, Железничарот и Делфина, кои што и после 50 години ме среќаваат и ми викаат дека абе уште го гледаме, уште се сеќаваме ако 50 години помина од тебе. Мојот живот ќе беше можеби театарски или филмски, сосема подруг, поинако.
Не знам, штета, како да кажам штета, прво е жално за фамилијата кога ќе изгуби така еден млад човек на 50 години, кога артистот е во полна зрелост да работи, нарочно кога е толку познат. Тука се случија тогаш кај во театар и други некои неубави такви исти сцени. Не е тоа загуба само за фамилијата, тоа е загуба, тогаш за нашиот театар, за драмски, но и за целата македонска култура, за македонскиот театар, за македонскиот филм. Дарко, тоа што беше Бата Живоиновиќ за Југославија како филмски глумец, Дарко беше во Македонија. Немаше филм без него. Јас имам само на снимање допири со Дарко Дамевски. Во Волшебното самарче јас го играв Талијанот, Емилио, а тој беше Бакалот. Уште тоа ти е кусо. Не се за мене. Да не пропушила мајка ти. Ајго. Не погани ја мајка ми со устата. Види. Абре ти бакал ли си, џандар ли си? Дај му на детето што ти бара и нека си оди по патот. Еве ти, едно, две, најкивли. И крши глава. До гледање. И една прилично тешка сцена имав со него. Јас како италијански војник заробен и во кујната на партизаните, а Бакалот како предавник бега, бидејќи е осуетен, бега преку реката Вардар и доаѓаме во една ситуација, јас се пуштам по него да го стигнам, да го казнам предавникот. Тој оди во реката и јас се фрлам едно 4-5 метра горе покрај брегот врз него. Но тука веќе матицата на реката беше јака и не успеавме да се фатиме, да се бориме, да се тепаме, нешто да правиме. Како да го совладам? Зашто со сеалиште влезем во вода, многу е тешко да излезеш од водата па да се фатиш. Тоа ќе го памтам јас зашто го снимавме 3-4 пати со сувијалиште па до мокри. Најпосле најдовме на тука блиску поплитка вода од реката, но која јас морав малку повеќе да скокнам, а тоа не ми беше тешко, јас бев акробат на времето. Но тој успеа мене да ме совлада место јас него и така на самиот излаз од брегот, главата надвор од водата, ме наоѓа Чичко Тошо, воденичарот, и вика, кој си ти дете, јас не те познам. Јас сум, викам, од Сицилија. Да, ери и јас сум од Сицилија. Да, но изгледа многу ќотек изгледа. Веќе блада. Ете така една сцена, еден допир. Иначе за таа генерација да кажам, макар во една реченица, дека оставија еден белек за еден период, негде од 70-те па натаму, без разлика дали се овде или таму. Вечна им слава. Дарко Дамевски замина прерано. На 12 декември 1983 година, на возраст од само 51 година. Но зад себе остави богатство од улоги и спомени, кои денес не подсетуваат дека големината на еден актер не се мери по должината на неговиот живот, туку по длабочината на трагата што ја остава.